Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојавте во уште едно издание. И вечерва имаме гостин. Задоволство ми е да го поздравам вечерва Никола Ристевски. Добро вечер, добре дојдовте. Ќе ве представам како автор, како писател, затоа што и може да се види на широкиот кадар дека масата е приполна со печатени дела кои се ваш труд. Но ќе разговараме за некои широки теми. Додуше, искрен да не се правам многу паметен, па и не знам многу за што ќе збориме. Тој мојот стил, па ќе видиме колку ќе ме заинтересирате мене. Предпоставам дека ќе заинтересирате и публиката. Знам дека сте гостували на други телевизии, на други емисии. Зашто пишувате? Со што се занимавате? Здраво живо, благодарам за одговорот да бидам овде во вашата емисија. Пишувам за Македонија и за Овче поле. Ги истражувам природните ресурси и културното наследство на нашата земја, концентрирано на мојот роден крај Овчеполието, кое што представува малку поширок регион од тоа што се знае во јавност и како што административно се представува во последните децении. Освен тоа што пишувам и издавам пишем мои авторски книги, успеав да соберам многу стари книги, дигитални, печатени изданија, од кои што ги извадив оригиналните страници во фототипи, оригинал како што се објавени пред 100-120 години на бугарски, српски, германски, англиски, како што ќе видите подоцна. И тие оригинални фототипи да ги пренесам во неколку изданија за Овчеполието, го расширив истражувањето, објавив еден зборник за Кратово, а поради обемните материјали се надевам дека ќе ги склопам и за останатите региони во Македонија. Штип, Велес, оние што ми се соседски. Така, зашто фасцинација Овче поле? Нам ни е лива, да? Па мене ми е дома, така. На тебе ти е дома. Што е толку фасцинантно за да се фокусирате, да работите, вашиот труд интелектуален, креативен, го вложите за Овче поле? Потекнувам од Свети Николе, или по-старо Свети Никола, главната населба во Овчеполската котлина. За Овчеполието, уште од рана возраст, од повозрастните ги слушавме тие приказни од порано. Како минуваа годините, затоа што бевме млади од генерацијата сум која што беше прво одделение во 1991 година, кога стана независна и суверена Република Македонија. Кога бевме помлади не интересираа толку тие работи, но со текот на годините, пред околу 10 години, почеа да ме интересираат тие нешта повторно, наследството, оставштината од предците, она што го имаме околу нас. И гледајќи буквално емисии во цел свет на познатите светски канали како се промовираат места кои што се природни знаменитости, археолошки локалитети, култни места каде што народот оди со години, сватив дека имаме доволно потенцијал за да го представиме тоа пред пошироката јавност. Почнав да се занимавам со објавување на текстови, статии на интернет, извадоци од книги, неколку блогови, интернет сајтови. Тоа прерасна во собирање на многу дела. Од таму натаму пред цело време пишував мои авторски текстови. Во 2016 година пишувам и проза и поезија. Во 2016 година имав чест да го издадам своето прво печатено дело, настоено како Имагинариум. Рецензент ми е почитуваниот Александар Станковски, кој што наслика и слика, инспириран од книгата. Останати рецензенти се нашиот Рембрандт од Македонија, останати рецензенти се Стојчо Керев, новинар од Бугарија, Велимир Абрамовиќ, филозоф од Србија и Домагој Николич, научник од Хрватска. Во изминатите години, по книгата Имагинариум, која што издадов со издавачката куќа на Меѓународен славенски универзитет, Меѓународен центар за славенска просвета, продолжив да објавувам книги сам, видов дека можеби сам да објавувам книги како автор. И така настана делата зборник за Овче поле, книга прва и книга втора. Која е првата книга што ја спомнав? Имагинариум. Ајде да ја исликаме. Верувам дека е сликана, па нека виде. Сон Дзе. Насловот е инспириран од филмот Имагинариум од доктор Парнасус. Да, едно тешко филмско промашување. Да, и една приказна која што според мене е од овие краишта и води многу една богомилска приказна со лош холивудски обид да се представи. Тоа е за мене така и ми инспирираше малку Имагинариум од доктор
Парнасус и се мислев за наслов за првата книга, затоа ја насловив Имагинариум, поднаслов Имагинариумот на доктор Сонзе, всушност највеќе затоа што инспириран од младата македонска книжевна дружина Лозарите од пред 120 години кои што пишувале под псевдоними, пред да ги објавам книгите пишував под псевдоними, па така тие сите псевдоними ги склопив во книгата Имагинариум. Поделена е на 4 дела, одделени со алхимиските елементи оган, земја, вода, воздух. Во моментов ги гледате псевдонимите. Пишуваме езотерија за Македонија. Езотерија. Да, првиот дел. Тоа е езотеријата ми е, знаеш како, мене ми е како слободна поезија, многу ми е непрактична, убава ми е интересна како научно-фантастичен филм, ама толку. Повеќето од луѓето со кои се сретнав забега. Они и Христа го виделе и почетокот на универзумот и све им е јасно и ја прилично се дистанцирав од таа приказна. Па, искрено да ти кажам, не ме фасцинираат премногу тие приказни Сириус, дошле елиените, ние сме постари од марсовците. Ја не се фасцинирам. Малце попрактичен, бидејќи, знаеш, мене ми ова интересно да ме заинтересира, но ќе се консултирам со археолог кој апсолутно креативно ништо не, туку ќе ми изнесе на тоа место и тоа најдов тоа. Толку. И не се занимава да ти објаснува што и како. И сега ќе се најдат 10 души, еден вика, тоа е од пред ова, тоа е ова. А практиката е малце, знаеш. Затоа малце сум резервиран околу овие теми, кога е езотеријата во прашање, бидејќи нема референца. По мене езотеријата, знаеш што ме буни? Мене ме буни што можеш да го истумачиш како сакаш и да му убедуваш дека си управо. И ја едноставно или да го прифатам или да не го прифатам. Бидејќи тоа е сега, знаеш како звездите треперат. И сега, кога треперат звездите, што сака да каже? Тоа е вибрација, не, тоа е зрачење, не, тоа е телепатија. Дали ме разбираш како? А ја на крај како практичен човек, колку и да има поетика, не може све да е практично. Скептик. Да, мора, не само скептик, туку, знаеш како, духовното и материјалното мора да се преклопуваат. Не може да преовладее едното. Нити ја само искричито да го гледам само оној археолошки, научен, сувопарен пристап, нити па само езотеријата која многу има луѓе искрено. Да. Има луѓе кои што велат кога му зборува човек на Господа, тоа е молитва, ама кога Господ ти зборува на тебе, тоа е шизофренија. Така да, апропо оној муавет за езотерија. Тоа е за цветињата, да ти кажам муаветот. Убаво да им збориш на цветињата, ама ако почнат да ти одговарат, тоа е проблем. А ја вака како верник секој ден правам муавет со Господ. Ептен добар муавет си тераме. Тоа е друга димензија, не би ја мешал. Што е заклучокот од оваа книга? Што излече како заклучок од оваа книга? Во оваа книга првиот дел е она што го класифициравме како езотерија. Потоа имам дел, втората глава, имам дел за Александар Македонски и Пајонија, односно за старото минато и по митолошки текстови. Имам еден дел со окултни текстови. И имам дел со текстови за родниот крај. Таму почнав да објавувам за првиот пат текстови за родниот крај. По оваа книга, во 2017 година, ова го објав 2016 Свети Никола пред Нова година, 2017 ги објави зборник за овче поле книга прва и зборник за овче поле книга втора. Но ова сте повеќе автори. Повеќе автори, подпишани се Лазар Серафимов, Ристо Гонев и Никола Ристевски. Лазар Серафимов, поскумни нивни текстови. Лазар Серафимов бил историчар, даскал по историја во Свети Николе. Ристо Гонев бил дописник на Нова Македонија 40 години од Свети Николе. Првиот дел си текстови за историјата на Овче поле и Свети Николе, напишани од даскалот Лазар Серафимов. Вториот дел се фототипи оригинали од Нова Македонија од 77 до 79. Тој дел се граделе повеќе згради во градот Итана. Многу од нив стојат и ден денес, пример патот до Куманово, сега се реновира, тоа се прават. Точно фототипи ги имам објавено и третиот дел е мои текстови за Овче поле. Двајцата ми се деловци, кои што се занимавале долги години, ми остави огромна архива на книги, исписанија, весници, шуда. Интелектуалци. Решив да после нивното заминување од овој свет на поубаво место да го објавам тоа во оваа книга. Имам и нивни одделни дела кои што живи здрави ќе ви го видат светлото на денот.
Можете да видите како изгледа на средината од книга фототипите од Да. Нова Македонија, да. Еве ги. Да. Да, ова се ретки работи затоа што ние архивите не ни се дигитализирани Така. на ништо и ова е суво злато. Добро што сте ги нашли, ние овие вестници би требало ко на филмоине да се достапни јавно секому да може да ги прелистува, да се наврати за секој ден што е објавено, што се случило, бидејќи така се запишува историја, не е само да, многу Така ве разбирам. истражувачко новинарство ме и све тоа се возбуди прави. и Јас се искрено- најажив сега, на Нова Македонија нема архивата. господин Постои Лукас. во У НУП среќа свестоа стојат во Народен универзитет. И ја бев привилегиран да имав примероци од неа да ги прикажувам во емисија, со тоа што архивата од вечер, ни собственикот на вечер, или не сакаше да ми каже, или навистина не знаат кај име. Не им било грижа. Новиот собственик на вечер, значи постои архива на Нова Македонија и постои архива на вечер. Да, поздрави го Боби, немам нерви да се убедувам, ако имаш врска со Боби, Не ги ни уредникот, познаа, не добро. ги ни познаа. Ја имаат они. И тоа би било драгоцено, затоа Во што... Народна универзитетска библиотека среќа одам, таму најдов Овчеполски глас имал еден вестник од 74 до 89. И ги Вау. има вестник на работниот народ. Браво. Правено и има фантастично. И многу интересно, во тоа време, нели сега зборуваме за слободен говор за тие работи. Што забележувам во изданијата? Пример, има некаков проблем. Новинарот објавува текст, за 2-3 недели се објавува друг текст, еве локалната заедница или централна власт превзема нешто за тоа. За 1 месец се појавува месец и пол текст, еве тоа се прави, за 2-3 месеца завршен. Проблемот решен. Значи новинарите поттикнувале. Да ти кажам, сега Не разбираш. Сега не само што те разбирам, сега сум возбуден. Сега сакам првен зборниците ќе ги прочитам, па дури можеби на крај ќе го прочитам. Сваќаш Океј, езотеријата. јасно. Бидејќи езотерија на гладно не конзумирам. Што сакам да кажам? Значи, некакво предзнаење да имам, Така. у која материја, каде, у која област ми збориш, а да ја имам практичната историја и предзнаење, бидејќи не може човек се да биде информиран и се да знае. Но овие се ретки работи и ти честитам, бидејќи Здравејте. зборник за еден крај, за еден град, за нешто вакво, ретко е. Мислам, тоа е тоа, она... Браво, браво. Ова е добра работа. Ова е Честитам. број 2. Да? Благодарам. Океј. Ова е број 2 и веќе во број 2 правам нешто што Државниот архив го направи по дел од книги пред години. Така. И сега, за тоа што, пример, некој што напишал текст или било списание пред 100 и кусур години во, па и тоа се фаќа од кралство СХС, па порано Србија, Бугарија, кога биле држави, Браво. они имаат све дигитализирано. Проучувајќи пропагандата, најдов еден куп текстови од пропагандата, но и текстови кои што на вистина пренесуваат информации кај нас и човек може да ги види тие пропагандистички пасуси, како тие го прават. Како го представуваат тоа што го има. Но и да имаш, нели, и покрај тоа има практични работи, се случило ова, се правело она, и да имаш некоја представа каква била динамиката на животот, развојот уопште на крајот. Токму така. Одлично, одлично. Кога спомнавме за Градја Шепи, како се чита ова? Град Штип. Град Штип. Петар, ова е од кога дошле, ова е за време на фашистичка окупација, издадено у Штип. Да, немој книга. фашист. Мише Развигоров од Штип, например, бил Овчеполски. Се шегувам, мајтапам, така е, така е. Таа книга издава, но пишува за Штип, пишува за војводите, за Мише Развигоров. Баш тоа што го отворивте сега во оваа книга, поместувам од 1936 од Мане Чучков в Македонија, Ѓорѓи Трајчев. Македонија од Ѓорѓи Трајчев. 1933. За Ѓурички манастир пише. Чекај сега, пошто Македонија не постоела пред 33. Како не постоја? Не знам сега, така ми викаат некои кинези што ме сретнуваат. Се мајтапам, времево е мајта. И се извинувам, не сакам да те демистифицирам или омаловажам тебе. Слободно можеш да се обидеш да ми демистифицираш. Не, напротив. Ова ми се допаѓа, овие работи што си ги нашол, бидејќи и да постојат негдека, никој не ги собрал за да ги даде во некаков контекст. Уште еднаш честитке. Ова е вистински научен пристап и труд. Добро. Едицијата Аха. ја завршувам со зборник за овче поле книга. Трета. Добро. И живи здрави ова ќе добие и 4 и 5 дел, пошто имам уште материјали. Тука имам текстови за... Што значи зборник воопшто? Нешто собрано.
Јас се чудев како ги направам. И читам, нели, инспирирани ми се и форматот и сето тоа од старите, Марко Цепенков, кога издавал. Убисто свештеника Петровича. У Поп Санде од Свети Николе му ја одсекле главата, го заклакле. Свети Никола, 21 март, због убиства попа Александра Петровича, ухапшен е еден селјак со села Кнежија. Убиство на поп Александар. На 18 март 28 година, чекај се, извини, Слободно. Бил повикан на селото Кнежија, 3 км Свети Николе, да изврши обред крштевање на новородено дете. Тој се подготвил јавно на коња кобилата да изврши крштевањето. Кобилата како да нешто пречувствува, давала отпор, не ќела да поиде, после неколку враќања и правела круги, Поп Санде успел да тргне кон Кнежија. На крштевката имало многу гости, кога завршила церемонијата, крштевањето, гостите седнале. Попот за каква Македонија. Настанала препирка. Учителката доследна на своите задолженија го запрашала попот за каква Македонија станува збор кога тука било Јужна Србија. Поп Александар одговорил: детето ќе го носи името на Александар Македонски. Учителката не престанувала да го провоцира и му поставувала и други прашања, од кои повеќето тој не сакал да одговори. На крајот ти рекол: не знаеш ти ништо, штета што си учителка и погрешно ги учиш децата. Дојдената учителка била страшно навредена, понижена пред многобројните гости, сака да му се освети, па го пријавила целиот случај кај српските власти, клеветејќи дека Поп Санде вршел антидржавна пропаганда на секаде. Веројатно сето ова било мотив да се изврши одлуката за негова ликвидација. Немаш детали кој го извршил, како и така натаму? Се знае. Имам текст, имам цела во архивата на дедо ми Лазар Серафимов најдов цела монографија напишана на машина за пишување, 30 страни за Поп Санде, опишан целиот негов живот, со сведоштва од стари Свети Николчани и овчеполци, ги знаат точно кои биле српскиот жандар и домашниот кодош кој што му ја заклале главата на Поп Санде. Затоа што го спомнавте овој голем човек кој што бил во бугарско-српско, бил поп многу години. Гледаш езотерично како случајно го отворив и се фатив за тој текст, не знам. Кога му ја заклале главата, народот ќе се кренал на бунт за малце, биле вознемирени од Скопје жандари пуштале да чуваат народот. Бил погребан прво позади градската црква Свети Никола, сите почести. Минатата година, навидно случајно, во близината на гробот на прадедо ми, 10 метри подолу го видов гробот на Поп Санде и на син му Страхил. Син му Страхил бил комита, а син му Андор имал првата книготека во Свети Николе пред 100 години. Имал книготека, продавале книги. Форматот на книгите е инспириран од старите изданија на оние зборници бугарски, српски, како во Србија, пример, објавувале нашите во Бугарија, и тие зборници за народно умотворени книжни на оние изданија и на, па и дури и на Прличев, оно од јужниот сосед кај што е објавено, така изгледаат сите црно-бели, едноставни, без многу детали и такви работи, така изгледаат и кориците, и затоа па и поекономично ми е вака да ги правам. Имале ли они, дедоти, прадедоти, Поп Александар, имале ли свест дека се македонци? Знаеш, она, нели вика, да, живееле во Македонија, ама се декларира, се чувствувале како бугари, се декларирале како бугари. Какви сознанија ти имаш? Прочитавме едно, му ја одсекли главата. Ќе ви кажам како му ја одсекли главата сега. Се враќал со коњот од таму, од прославата. Од Кнеже. Кнеже е на 3 км од Свети Николе. Кнеже се викаат и кнез некој живеел таму. Таму е локалитетот Белозору, близина, среден век живеел некој се. Се враќал Поп Санде на коњот, го застанале двајца джандари преоблечени како селани, му поварале чакмак за да им запали цигара. Тој се наведнал од коњот на едниот да му ја запали цигарата, а другиот му ја одсекол главата на Поп Санде. 40 години го учел на народот, има документи во архива за негови преписки и со едните власти и со другите, дека бил непожелен и бил еден од луѓето кои што ги одважувале каналите од Кјустендил преку Паланка, Кратово, Овче поле за се што треба да оди надолу во Македонија на организацијата. Тоа траело од многу одамна, например Донче Штепјанчето, Донче од Ерџелија, Ерџелија е село во Свети Николе Овче поле. Сите тие курири на Гоце, на Даме, на Мише, после тоа во Штип и јатаци, голем дел биле од Овчеполијата. Во старите книги пишува беговите чифлигари во Овчеполијата биле многу внимателни како се однесуваат со локалното население. Виничка афера кога била Дончо, кога го носат аферин бекалеш Дончо, никој не издаде. Мише Развигоров е врзан како мечка со ланци
и носен од град во град во Свети Николе пред црквата Свети Никола, за никој не кажал кој бил во аферата и како бил. Подоцна го пуштаат Мише Развигоров од АПС по Илинден, доаѓа и народот почнал да го нарекува овчеполски кнез. Зошто? Било тешко време. И кој денеска имало богата класа и сиромашна класа. Средна класа нема. И у таа богата класа и сиромашна класа, како и денеска, најчесто како и секогаш, по имотните соработувале со окупатор власт, како сакаме да го наречеме тоа, а народот обичен си ја бркал својата работа. И дошло време кога, например, народот му е слава дома, ама нема пари ни, зависи што се јаде, ако е постна, за риба, ако е мрсно, нели се јаде некогаш, прасе се јаде, вол се врате на различни слави, различни работи, теле, се тоа јаре. И ако ти немаш пари, ти треба нешто, народот оди во касата на организацијата, кажува кој треба да каже, се пренесува тамо, војводата подпише и имаш теле за наслава, не е проблем. Треба да се женат и барале по мирас, по не знам колку на момчињата да плаќаат за невестите за да ги зимат. Миши им забранил. Не смеете да барате толку мирас, почнале свадби секоја недела да се прават. После тоа ги собрал лихварите сите, влашки, грчки, еврејски лихвари на народот кој што му биле. Ги собрал лихварите сите и го раздолжил целиот народ. Затоа народ го нарекувал овчеполскиот кнез. И потоа знаеме како се продолжува. Веќе војните доаѓаат и кај нас се тие. Еден брат за една војска, друг брат за друга војска, еден избегал во Србија, друг во Бугарија, еден останал тука. Но свеста кај народот дека си е на домашна земја, си е цело време. И на пример спомнавте и вие воземјаните, нели човек се воземјани. Секогаш човештвото општо онака како колективна и свест и нецвест и посвест и надсвест и све, се стреми за нешто непознато да си го објасни со нешто најоноа ексклузивно, вау, шокантно, нема да верувате, вознемирувачко. Одлично и елегантно објаснување. Споведи. И за тоа воземјани, сега, а што ако некој од тука бил толку развиен и му, со извинение, му пукнал филмот од све тука и направил и си отишол некаде и сега ви прави во, например. Браво, мојата теза. Да, има древни земјани, не воземјани. Да, не воземјани. Има древни земјани кои одамна отишле, рекле дечки, ода више не се Во Кратово? Гледај како бегаме. Мене не ме чуди дека од Атлантида забегале малце подалеку. Во Кратово, Свети Николе, во близина на Кратово, запознавајќи се со професорот Домаго Николич од Хрватска, станувајќи член на меѓународната научна организација Super Brain Research Group, која што еден обичен пример за пирамидите што викат у Босна, тие ридовите, за тунелите да ги најдат горе. Османагич да ги најдат тунелите, така. Да. Научната организација во која што сум член, му мераше каде се тие тунели. Работиме археоакустика, неинвазивно, недеструктивно. И нашава екипа телевизија беше у посета на пирамидите, па и најголеми скептици оде што немаат врска ни со новинарство. Зборам техничари, луѓе викаат тоа е пирамида, вика тоа што го видовме, вика нека не би раскажува тоа, природа не ти прави. Мислам луѓе кои се аналфабети мислам го сетиле. А Осман Агич е навистина исклучителна личност, затоа и два пати ми беше и извади некои тези и теории кои после со години ги проучувам со овие например камените кугли кои ги има само на неколку места. Кратово има мали, овдека има во Босна има големи огромни. И ги има на Хаити, не Хаити. Тахити или некои чудни места се наоѓаат. И гледам науката како се обидува да ги објасни, малце е трики целата работа, морам да признам, туку така тие приказни не држат и кога има 3 точки, сакам да се истражува. Ја сакам спекулацијата и теориите во тие моменти кога науката нема доволно објаснување за сето тоа. Но Осман Агич се покажа како многу рационален човек за ирационални и забегани прашања, да им даде точни дефиниции. Значи, многу е логично. Ако во Египет се правеле пирамиди, во Јужна Америка, што било проблем пирамиди античките народи да ги градат и на други места? Цар Александар правил Не знаеме. Но логиката ти укажува како што се наоѓаат во Бангладеш, во цел свет, така. Во цел свет се наоѓаат, зошто да немало и овде? Значи, ако видите едно кебе, индијанско кебе, има исти шари како нашето црно
црвено кебе што секоја домаќинска куќа го има. Не, шолјата ми е таму врзана, Русија има сликано. И ја продаваше овде, кај ја купив како сувенир. Што ти текна? Па вика, логично ми идеше за вас, вика, да ве насликам така. И сега викам, еве ти индијанско кебе дека си насликал. Го зафракавам, жена, пардон. Сакам да кажам дека има некој таа колективна свест, меморија или колективни патерни што ги имаме, но од кај потекнува, тоа е сосема друго и е интересно да се истражува. Зборников ви е перфектен. И уште едно нешто. И уште едно, четвртото. За соседи ми се, зборник за Кратово. Книга прво. Интересирајќи се за мегалити, за такви работи, сега кај нас имаме еден, го викаат Ѓаловски зид. Јас најдов запис од 1906 запишан на редени камења. И народ го си го вика и редени камења и Ѓаловски зид. Тоа е една структура огромна, висока 7-8 метри, долга. Чекај, ќе го отворам ја, интересна е фотографијата. Сум бил таму у близина. Можеме и да го илустрираме. Ѓаволските... Мислам дека го немаме на видео отворено. Не на видео, ама има фотографии. Тоа Devil's Wall, Македонија, ако пишете ќе излезе. Редени камења, огромен зид и сега во Кратово има куклица и нема како да не се поврзе Костоперска карпа горе со, ете го, со Ѓаловски зид кај нас или редени камења. Така. Со куклици у Кратово, запознавајќи се со Домови Николич ме запозна со Стефче Доневски од Кратово. Стефче Доневски е собирач на народни умотворби и преданија од Кратовскиот регион. Огромен зид. Што се претпостави? Добро. И баш ме интересира. Така почев да собирам. Во оваа книга ги објавив неговите записи за пророштвата, ако сте слушнале, на Дедо Зафир. Дедо Зафир е, народот верувал дека пророкувал пред околу 100 години од Кратовскиот регион. Потврда има во книгата за како археолози, по неговото им кажал он деца тамо идите копајте, нашле црква, стоја таа црква Базилика Светова. Има исто фототипи од стари книги, текстови од Стефче, неколку за споменот Павел Шатев, нели од Кратово, се тоа фототипи и плюс од Дедо Зафир за прв пат ги објавив тие продажи како печатено дело, ми дозволија кратовци да ги објавам. Куклици е еден вид, ова е друг вид. Овде можете да видите зидот е како кај нас во Овче поле како шаблон, како реден, како тако. Науката вели дека ова е некога од потопот природна градба, а ова е некој видео дека некој пишал дека има на Марс таква исто врскане. Демек на Марс и Овче поле има исто. Велиш куклици да напишам. Куклица Кратово, тоа е нешто друго. Аха, тоа е нешто друго. Тоа е нешто друго, но овој зид науката вели дека кога бил потопот 12.000 години пред наша ера излеа, се создал како природна градба. Легендата кажува друго, има легенда. Така. Нели велат Дедо Боже не се обложува, Господ не се кладе. Во имагинариум што го спомнавме, филмот има еден бед, се мистер Ник и доктор Парнасус имаат обклада, се обложуваат. И легендата овде исто така е за ѓаволот му рекол демек на Господ, дај ми една вечер и ќе видиш колку сум ја силен, ќе го поплавам цело Овче поле. Брегалница течела, брегалница поминува тука. И се спушта надоле, баш од тука надоле на Кеварта. И Дедо Боже му рекол, и имаш таа вечер, почел да дзида ѓаволот, дзид, ама петело кукурикнал порано и разбудил го Дедо Боже, сонцето изграло порано и ѓаволот тропки не си ја завршил работата и затоа станал дзида така. Сега тоа е легенда обична. Истата легенда во Германија има Теуфелс Мауер, ѓаволски зид, ја најдов запишана од браќата Грим. Иста легенда за зидот во Германија. Ѓорче Петров во неговите материјали по изучување на Македонија, пошто бил географ и одел продолжение ширење на цела Македонија, бил и во Овче поле нормално, и пишува и за, освен зидот, пишува и за ѓаволска река и Чекај, сакам да го видам. Devil's Wall, Germany. Тоа е различен е малце. Нема да ми текне дома, па да го... Бро, со В обично. Со В обично. Знаеш колку лоша тастатура имам? Па со W. Пак со W. Ај не го пишува, имам него. Еве го. Аха, еве го. Ете. Се има Вражи град ѓаволи, има пример Вражи град у Кратово, има такви места. Па и ова не личи на... И ова тешко да го речеш дека е некоја природна градба, овдека некоја битка од Lord of the Rings која се случила, навистина. Но има една и помеѓу овие две места има во Србија едно место со камени фигури. Ѓаволи град.
Ѓаволскиот град, Да. во Србија. Ги поврзуваш ти овие работи? Па Што има ти една идејата? линија, нели линија 3 точки прават. Добро. 2 точки Добро. линија, ама 3 за да биде линија, цела линија да тера вектори, таа математика. Ѓаволски зид Македонија, Теуфелсмауер Германија, и усред испајаше, кај испајаше, дали у Србија или негде имаше едно линијата. У ствари испаја 3. Тоа пример ќе ви кажам еден друг за таа поврзаност. Ртање у Србија нели викат пирамида дека била. Ридот, ртање. Еве, да речеме Германија, еве Македонија, по оваа линија Тоа тука отприлike иде негде Вардар тоа како што иде таа оска. Вардар како што иде така иде, паралелно. Аха. Паралелно со Вардар. Тогаш би И па било. тоа се тие ley lines. Всушност. Овие места се стојат на такви ley lines, нели земјата има грид мрежа целата на енергетски места, тоа си Так. научно докажано и се, нели вулкани, кај нас Апсолутно, од вулканско точно. потекло е Богословец, Ридот, таму имало рудник за азбест, пример, после војната, после Втора светска војна. Од вулкан е создавано све и се останале многу работи кои што народот си ги представува вака или онака. Сега на некои места, пример, популарен филм Нов врба од Милчо Манчевски има црвено-бели конци плетот. Тамо тоа и он сам си каже, од Говедар камен од Овче поле. Ден денеска се прави пагански ритуал во Овче поле на Говедар камен, се оди таму. Тие за тоа пишували уште во тројката имам зборник за Овче поле книга трета, уште 36-та, 37-та текстови имам. На Ребека Веспат еписка пишува Black Lamp и Grey Falcon има книга. Black Lamp е инспирација точно од јагнето од Говедар камен. Пишува дека старите турци велеле дека тоа се правело уште пред да дојдат нивните стари. Значи Бог знае од кога и што е и како е. Сите тие места мистични кај нас има еден дигнат камен пример, камен колку вашето биро, качен на еден постамент во Овче поле. Сите тие места чудни заедно со локалитетот Бела Зора, што го велат, ама кога на наш јазик ќе се прочита е Бела Зора, можем, да еве, убаво место. Ова е снимка од пред неколку години. За овде археолозите претпоставуваат дека била престолнината на независните пајонци векови пред нашата ера. Последно нешто кое што е, американците кои што истражува овде 7 години во нивните научни трудови велат дека Бела Зора, па и така и античките извори пишуваат, римјаните кога дошле, толку Бела Зора завршила дека последното уточиште на Персеј, Филип Пети таму. Филип Пети дека пред Рим да ја освои Македонија. Овој локалитет, наводите таму архитектурата и сето тоа се постари од Стоби и Хераклеја. Но со години, иако се водеше како капитален проектот капитален интерес сето тоа, еве делови од стар град, 20 хектара пишува доколку е ова Бела Зора на вистина. Во старите извори пишува дека било големо околу 20 хектари. Огромен град. Можете да видите округла просторија, совршена градба. Тоа што е белото е покриено, плек беше за да не така може да го заштита. Знам археолозите така работат, добро? Археолозите, пример, јас сум економист по професија, но занимавам и со други работи. И никогаш не е доволна само една наука за да даде слика за проблемот или што се истражува. Археолозите едноставно наоѓаат на терен, они се најпрактичните, они се издолжената. Да, они материјалното го вадат, совршено. Како што можете да видите ова градба тука најдоа. Многу сега јаници за останува риба. од сето тоа да се извршат нели научни анализи, што е и од кога датира и така натаму. Карбон, јаглен, не знам, радиоактивен или како ќе прават, што ќе прават. Да знаеме што јаделе во тоа време, Так, дека во реките остатоци. имало риба тогаш. Па добро, имало и пред 50 години риби во реките кај нас, па Додека сега не ги нема. Па сега нема. Срдисавме. Да. Сите тие места во околу мене кои што се само во Овче поле. Во старите книги пишува дека Овче поле од Вардар до Лесново. Од кај што се улива пчиња у Вардар, Брегалница доле у Вардар до Лесново. Толку Овче поле. У повелбите на владетели Демек Српски. Така си го пишува како одделна земја, македонска земја и овчеполска земја пишува, различно пишува. И Овче поле секогаш било место каде што предание за фалангата да иде на зимо тамо, кај што ишло во Индија за такво, гунчињата и сето тоа биле од овците од Овче поле правени, од невестите од тамо. Пеонците биле едни од ретките кои што живееле на овие простори, археолозите потврдија дека живееле, кои што за време на таа огромна империја, тоа прво за нас познато воведување некаков нов поредок во светот итаните на кој што се случило пред 2300 години, овие кои што живееле кај нас и во Пелагонија, биле единствените, едни од ретките во таа империја кои што можеле сами да си издаваат пари. И
најстарите во нумизматичка збирка на НБРМ, Народна банка Република Македонија, најстарите монети се од тие пеонци за кои што многу малку знаеме за таа пеонија. Вакви скали како што има овде, и ден денеска ние немаме рамни во град. Овие се од пред 2300 години правени скари. Археолозите велат дека од 7-8 век пред наша ера до 2 век дека екзистирал овој град и претпоставуваат дека е Била Зора или Бела Зора. Која цивилизација ова го градила? Што се научните, што се твоите претпоставки? Научните претпоставки велат дека ова тогаш Рим кога дошол 2 век пред наша ера и се уништило. Ама селото се вика Кнежие, ово се вика градиште. Ние до секое село имаме место кое ритко што се вика градиште. Значи таму градиште имало големо некогаш. Нема што друго. На секој рид си има локалитет. На секој рид, буквално. Објасни. Многу од тие среден век нели кули биле најблиско, турско више тоа се уништа, среден век биле кули, поназад ако одиме, биле користени тие ридови уште од антика правени, па подоцна користени во рано христијански период и сето тоа камен е камен. Како Јерусалем, слоеви на слоеви на слоеви на слоеви. Почитани од Ванџел Божиновски пример. Не знаеш од кога Ванџел вели почне. имаме леер слоеви на цивилизација до секое село и со неговиот аџелок ми доаѓа од Свети Николе одиме на место. Значи до секое село си има ниво на така сега во зависност има нови села, турски села, ама старите дури имињата на старите села на нас не се старински. Пример, кај нас ќе ви кажам некое село, Богословец. Некој што словел за Бога, имало манастир, школа или Божјо слово, нешто кај што народот се вели. Добро. Библиски топоними народот дал од секогаш. Имаме рид Синај, пример. Добро, ама тоа ќе возди до Витлан. Не повеќе од 2000 години, да речеме. Витлан, Кутлеш, место Кутлеш сиеме. Но, еве сега, имаме село Мечкуевци. Како? Мечкуевци. Мечкуевци. Кај што се ковале мечове. Таму, така. да, има најдено такви работи. Имаме село Преот. Таму е новиот автопат поминува таму. Штип Миладиновци, Преот има клучка. Преот било премин. Од секогаш, која ќе навее снег, таму на цел на дел од Градиштанска планина Ѓуриште, кај Преот се поминува. Сопот село, има во многу во Македонија. Сопот е стар збор за силен извор на вода. Трстеник. Трстеник кај нас има у Србија, има у Кавадарци, има доле мислам. Трстеник е трска кај што имало трска многу таму. Има еден дол горе на Ѓуриште, Барач се вика. Тоа Бара бил. Значи сега за Павлешенци викаат кај нас за Павлешенци дека кога поминувал Светиот апостол Павле, добро? Така, дека тогаш има најдено таму као Босна оние што се стечци, као стари гробови богомилски, но и рано христијански многу, кои ги спомнавме локалитетите. Археолозите имаат потврдено таа голема археолошка карта на Република Македонија, уопштина Свети Николи и Лозово беше порано со нас сега нели со тоа пред 15 години кога беше ги смени општините, повеќе општини направија, се оддели Џумајлија и Свети Николи и Лозово заедно имат 300 и кусур 400 локалитети. Значи слојна цивилизација. Ние буквално имаме кај нас е Барутница. Барутница, Рукбаир и Алиндол, тие заедно со Барутница кај Забегово, Рукбаир кај Бубинци, Алиндол кај Немањици, заедно со Вршник, Таренци. Јас само кривам со глава као да разбирам што све спомнуваш. Пред 6000 години таму живеел народ, официјалните археолози потврдува. 6000 години пред наша ера, значи тоа е 8000 години од сега. Имало фортификацијски објекти. Куќи имаат наоѓано студентите и сега само што завршија со нови сонди, ќе издаваат трудови, ќе им ги читаме, повторно ги наоѓаат тие куќи. Ги класифицираат во неолит? Да, а пред неколку години Италија и Штип, Универзитет Гоце Делчев Штип со Италија соработка потврдија палеолитски станици во Овче поле, за кои што и они велат Тоа е тоа. многу стар. Тоа е тоа. Јасно ми е. Добро. Антика, после Пеонија, имаме многу рано христијански градби. Јасно. Кај нас има до секоја црква. Кога се правеше дренажа на градската црква Свети Никола во 2011, под неа е под земја се влегува старата црква. Дренажа до неа се појави свод, ама свод од црвени керамиди што ги викаат старите, црвени цигли, тоа е рано христијанска базилика, немаше друга. Значи надградено врз да, на Свети Николе се прави како кога ќе се поврзат тоа од старини и останато, кога ќе се поврзат Свети Илија. Свети Илија на запад, Свети Спас на југ, Свети Никола на север, Свети Стефан гробиштата на исток, прават крст над Свети Николе. Можете да пишете крст над Свети Николе на Google, подобро ќе излезе тоа или било како иде. Кој сака може да си провери, да дојде во град да види кај се местата. Многу легенди, пример,
Свети Прохорија од село Ерџелија, Прохор Пчински од Овче поле. Монахот кој го направил Осоговскиот манастир на времето е Теодор од Овче поле, му се сонило тоа. И така пишува и во црковни книги и во се. Прохор Пчински, како што рековме, од кај нас. Сите тие цркви, бугарски кнез Борис, што го викат дека Кирил и Методи го покрстиле на брегалничка мисија, во таа чест созида бели цркви во Овче поле. Пишува други записи, Балан го пишува тоа, Александар Балан, македонец у Софија го изда 1924, други записи дека Борис всушност тогаш ги подигнувал црквите, ги обновувал од Јустинијан, например, разрушените. Така. Затоа што и Таор се граничи со ова Овче поле еве го баш ова. Наша оваа слика, супер. А на средина се сече линијата кај денешната полициска станица, таму порано имало џамија, а пред џамијата бутнале црква. Црквата била австро-турска војна кога била, тогаш е разруната таа црква и според некои наводи кои што од стари информации дека се викала Свети Архангел Михаил. И нели Архангел Михаил заштитник на оние кои што го чуваат редот и мирот на војска и полиција, па денес случајно полицијата се наоѓа. Таму Свети Николе, ова е книгата Свети Николе главната населба во Овчеполската котлина, затоа што за пошироката публика сакам да го представам мојот град преку овие стари фототипи и сето тоа, ретко кој заинтересиран, ретко кој. Многу мал дел од читателската публика во Македонија, повеќе јас имам наши кои што се во странство, бугари, срби се интересираат за ова место наши, како е споено на место и сето тоа, отколку кај нас, од домашна литература. Затоа ги направи лани Свети Николе главната населба во Овчеполската котлина и другата книга за која што ќе зборуваме подоцна. Текстот ми е инспириран по научен текст, насловот ми е инспириран по научен текст на Јован Трифуновски. Која е црква? Свети Никола, Свети Николе порано како што била. Сликата од таа слика од 36-та од научниот труд на Мане Чучков, Варошица Свети Никола на Овчем поле. И кога спомнавме НУП и библиотеки се тоа, онлайн имаме дигитализирано, Македонија има дигитализирано службени весници. Добро. Во втор службен вестник број 2, попис, избори ќе се прават, тоа тука сега ќе ви го покажам, Свети Николе си е се уште запишано како Свети Никола. У бугарско-српско било Свети Никола. Запомни кај застануваме. Okay. Правиме пауза. Супер. Пошто времето е, веднаш после тоа го продолжуваме разговорот. Значи, службен вестник број 2, Свети Никола, 45-та. А може 44-та беше ке вие? Не, тоа 45-та, 45-та. Ја не ти се мешам у штипките, еве ти маус, еве ти тастатура, за време на паузата слободно сурфај, гуглај, провери си. Почитувана режио, може да идеме со кратка пауза. Почитувани гледачи, го продолжуваме разговорот во студиото со Никола Ристевски. Памтиш кај застанавме? Службен вестник број 2, дзирнав пак и ми текна по годините, тамане 45-та. 45-та година. Да. Значи го продолжуваме тоа дека Свети Николе во суштина се викал Свети Никола. Да, што го прави и ден денес единствениот град со име на светец во Република Македонија. Имав прилика во 2010 година. Кога е изменето? Дали имаш 40 и како што кажавме. 45-та е изменето. Толку така, во вториот број на службен вестник, изборите кога се прават е Свети Никола. Добро. И потоа веќе по службен вестник се гледа дека е Свети Николе. Свети Николе во некои книги. Дали е тоа со некоја уредба така донесено или као спонтано како се уште немам влезено во архив за да барам точно за тоа. Оти ќе стане многу голема. Сега, да. Град Светог Николе на српски. Па Свето Николе. Сега и наш народ вика Свето Николе. Кога ќе го фатиш по Свети Николски со акцент? Свети Николе. Не, Свети Николе. Свети Николе сега кај нас акцент, начинот на говорење пред Втора светска војна. Добро. Пред Втора светска војна и сега е многу сменето како се така. Зошто е тоа така? Миграција село град. Не, те разбирам.
Како звучало тогаш? На Свети Николски можам да ти кажам дека сум сега кај вас у емисија, ми е многу убаво и надевам се дека ќе дојдам кај вас у емисија. Кумановско-штипски помешано, ама има и велешки, има стари Свети Николчани зборат литературно. Оноа што имаме ние кратенки што личат на Куманово, Паланка, Кратово, тоа е од таа миграција 50-60 години, мешање на луѓе, јасно. Затоа е дојденото у нарече уговор. У старите книги, ево пример има за говор у Овче поле, имам еден од зборниците, пишувано е дека како ние имаме многу тврдо Р у Овче поле. Грција, Грчка, пример. Врзувам. Граор, граф. Значи, Р-то е малку друго. Другарите, пример, од Дојран другар ми се смее, Коля, ај кажи Грција, ми вика Грција, викаш ти, другото е Р-то, друго е на нас така. Начинот на говор во Овче поле, не толку колку топонимите откриваат поврзаност, односно имињата на места и местности, откриваат поврзаност и ни даваат увид во минатото. Како што ги спомнав имињата на некои села претходно, така Свети Николе, сега овде, Канда, Маседонија. Чекај се. Не ми се врти. Добро, извини. Просто. Довршија мислата, се фокусирав на тоа. Пуштив да илустрирам, а не да објаснуваш. Канда, например, што се илустрираше овде, Канда е многу стар збор. Го има во скоро сите стари јазици, го има на старотурски, на персиски, во санскрит го има и секаде е некое слично преносно значење. Свети Николе како илустрира ова Свети Николе како име, сега држи не нас у кадар у студио. Свети Николе како име, постои една легенда објавувана во вестници, демек имало 40 цркви и Свети Николе се викало Клисали, што значи црквино место у турско, у пописите, и Сви Никола и Клисали, две населби. И Сви Никола, Свети Никола и Клисали место покрај црквино. Првиот податок за градот од 14 век метох Свети Никола, или од 378 мислам, метох Свети Никола и понатаму цело време у Свети Никола. Печатите од Србија и од Бугарија од пред 100 години си е Свети Никола цело време. Свети Никола од 45-та наваму. Убаво би било да се врати вистинското име на градот и да се вика Свети Никола. Од една страна тоа би донело многу убава енергија, но од друга страна би било убаво затоа што и вака се уште луѓе од цел Балкан доаѓаат да го бараат пример чудотворниот кладенец. Прашуваат каде Стефан Дечански се измил и прогледал. Прашуваат за такви работи. Се интересирана, имав прилика во 2010 да идам во бари во Италија, каде што се моштите на Свети Никола, навидам случајно патом ме однесе таму од Сицилија во бари. И кога ги видов сите тие луѓе пред музејот Никола Јанов во бари таму каде што има една статуа од Свети Никола и ден денес има полемика дали се тоа моштите, нели се тоа моштите, дел ли се вистински. Од пред неколку години во Турција направија со георадар испитување, од долу има уште саркофази не се извадени. Во со работка со Ванџел Божиновски, кој што го спомнавме, откако му кажав дека најдов дека пред Милутин Српски да дојде Штип да го освое, тука владеало некоја си никејска војска и во еден период некој си Шарло Валоа, Карл од Валоа, брат на францускиот крал, владеал со овај дел од Македонија. Тоа се крстоносците. И дека во период кога биле пренесувани моштите на Свети Никола, е можно да биле во еден период дел од моштите или дури и целите чувани овде, па затоа, тоа е една од верзиите, затоа местото да е поврзано на Свети Никола. Во старите села овчеполски, староседелците, се уште ги имаат оние преданија за како Свети Никола газил по Овчеполе и како одил, но легендата е дека според имало 40 цркви, турците сите ги уништили и останала само Свети Никола најубавата и затоа местото го носи името Свети Никола, што не е потврдено до сега, нема никакви материјални пишани докази дека ние сме имале 40 цркви, пишува за многу повеќе цркви, не за 40. Извини малце, ќе се уфрлам само како едно разјаснување. Да, ова е интересна теза, многу интересна теза, што ја изнесе, но познато ни е во Македонија, кога се примало христијанството, тоа било индивидуално. И во Србија, например, они затоа ги имаат оние слави
селска слава, градска слава, заштитници на градот и така натаму, бидејќи со одлука, со декрет, денеска одлучува. Кметот вика, ние се покрстуваме на тој ден, на Свети Никола го покрстува целото население, нема сакам неќам, сите стануваат и тоа станува слава на сите жители на тоа место. Може би и тука нешто, например, да е тезата, ама еве не си дошол до таков документ, не те чув, да може би кога го примиле христијанството, го примиле заедно сите жители. Немаме многу податоци за тоа во старата литература. Тоа е, нема податоци за податок има кога Кирил и Методи го крстиле Борис, народот правил бунт. Пријателе, знаеш што ќе ти кажам? Она што најмногу ме боли е кога ќе ги видам овие емисии, ова за Ancient Aliens, сега ќе се префрлиме, малце интересно. Ги гледам на Discovery Channel, имаше неколку серии, доаѓа еден од последните преживеани од Bee Gees, доаѓа од Америка, доаѓа таму негде у Шкотска и го пречекува. Таму све е договорено, се снима цел документарец за тоа. Вика, кои се моите предци? Вика, нема проблем. И вадење, книги вадење, да се изведе до 1200 година. Кој тетин завршил у затвор? Запишано. Зошто бил у затвор? У која келија седел? Како умрел? Мислам, колку земји имале, кај живеале, колку останал должен, што останало, све по... И после, знаеш, ќе речат, они не знам агресивни. Не бе, брате, воделе сметка за секој запис. Точно знае имотот како му се движел со векови наназад. Дали разбираш, ние пред 20-30 години имотни листови извадивме, немавме. Се карале нашите стари пред 100 години СХС, кога дојде извини што те прекине в катастар, направи ги, скара сите брат со брат, меѓа до меѓа. Сваќаш? Значи, ме боли тоа кога ќе го видам и западната цивилизација, искрено да ти кажам, од тој практичен технички аспект, она води. Колку да е добра или лоша, она, затоа што така пристапувала кон своите, се денеска каде што се. Ја од ова што го слушам, ми збориш народот ова, да, народот лошо живел некое време. Од каде тоа наследство на неработливост, на аристократија, се чекаме некој друг да ни го заврши. Го сеќаш ти у ген дека го имаме ние? Све ќе оставиме само 15 дена да се сунчаме на плаж. Дали разбираш? Еден ќе се дигне да се буне, сите ќе се кријат, ќе го буткат. Ајде, испадни, ќе се скријат. Изгледа или сме биле многу богати аристократи, не навикнати ништо, робови ни владееле, или не знам што е. Но сакам само да кажам, да го акцентирам, не треба, не ти ставам зборот. Дигитализација, се надеваме сите дека ќе имаме ние, како што доликуваат 2020 ќе дое. Еве, јас влегувам во... Сега, знаеш како ми рече приеска, Јанко, добро што не ме влечеш у рок-н-рол и музика, затоа што тоа не е тема за која можам да зборам. Мене ги 2 енциклопедии од Тошо Филиповски со кого овде ги збориме, фантастични. За светиниколски ама сега бендови. Да ти кажам светиниколски бендови, ама сите тие снимки, Македонска радиотелевизија, сериите, емисиите, аудиозаписите од праисториските, кој ќе кажам од 45-та, па некој од 30 години, некако што им се нашле, ништо не е дигитализирано. Што правиме сега? Така. Што правиме сега? Ниф ако ги прашаш, види, ја не можам, мене не ми дадоа пари, Геројски потфати некој качување на YouTube. Да. Што да ти кажам? И сега ќе гледаш Мис Стоун, ќе го гледаш Волчја ноќ, сето тоа. А Бугарија каде е сето тоа ќе го дигитализира? Па ако тоа не го негуваме, онда стварно да кренеме рац, па уште се буниме за име и за ова. И што ако име? Што позади тоа име ќе стои? Кој филм? Која музика? Вака ќе се сеќаваме, па ќе умреме ја и ти за едно 30-40 години. И што ќе ги најдеме твоите зборници затоа што не е дигитализирано? А закопав еден пакет. Кај се архивите? Архивата на Нова Македонија треба да е онлайн достапна секому. Чекај да видам ја денот кога слетале на месечината, што вика, што е објавено. Да, што пишеле во Нова Македонија, што пишеле? Чекај Црна хроника, што се случило у градот? Мислам, што да ти кажам?
Знаеш зашто? Ме возбуди со се во ова. Ова, пази, ти не си од Марс паднат дојден, ти си човек со љубов, со емпатија кон својот народ и кон местото каде живееш. Значи, нити си богат, нити не знам што, едноставно си се нафатил, си завршил работа. Да отворам телефони, ќе ми зборат, они имале идеја, ама не ми дале пари. Знаеш колку овдека ми дошле. Кои пари не барам од никој пари? Ама јас затоа ќе ти оставам уште 3 сати емисија, баш заради тоа. Колку овде ми дошле, види, јас сакам ово, она, државата мене не ми дава пари. Не аплицирам. Па што правеле други, бе, викам, како се ова? Супер! Ако ти дадат пари, има честни дај Боже. луѓе, господин Илковски. Не, Има не, честни луѓе наши. апсолутно се Значи ми слагам. велат, дете, имаш книга, сакаш да ја објавиш. Колку треба за книгата, дете? Толку. Не можам толку, можам толку да ти дам. Ти благодарам. Значи овие книги немам, јас сите издадено од джеб да дам пари. Ама знаеш зашто? Затоа што те виделе дека не бркаш, дека го правиш стварно затоа што го сакаш. Затоа што тоа ти е важно. А не, окей, мислам, знаеш како, ние треба да зрееме. Не сме зрели. Не сме Имам зрели. таму еден текст, Не младата сме Република Македонија во новото време. Оти ние сме млади сега. Имаше еден, ми доаѓаше овде, викаше 2013-14 македонците ќе се воздигнат на еден повисок степен. Такво онтолошко промашување невидено. У кое сновидение, у кое лудило ти е видено и докажано таа виша. Не да падна, него пропадна. Апсолутно спротивното се докажа. И тоа сакам да кажам дека благодарејќи на тој македонизам, сите се осетија дека се од Бога благословени. Начинот на представувањето на тој македонизам. Она што, еве, имам Затоа текстови и за Едвард падна. Бернејс, пропаганда и се тоа. Тоа е значи, кога ставаш кула од карти. од карти, лесто се- немаш остова, немаш темел, немаш кјоше. Ако ќе го направиш како што треба, ништо не го тресе. Па ево ги тежат 5 кила сите Ета, заедно. затоа ова не може никој да го потресе. Како да му ги пратам во Австралија? Тежат 5 кила. Нема да му го пратиш Ќе бе. дојде, ќе си ги купе го, ќе Нека дојде. најде начин како ако сака. Така е. Нека најде начин ако сака. Кога ќе ми речат, Јанко, немам пари, си бил тој филм. Колку идеш пати годишно? Еднаш. Па од 2000 денари, колку и да си сиромашен, за едно големо дело ќе отидеш да го видиш. Филм, музика, концерт. За ракија секоја недела даваш по 1000 денари. Епа, селата се распадна. Тој дедо Зафир од Кратово што го спомнавме, велел народ ќе се раселуе по Кратовски, ама ќе сака да се враќа дома и ќе вика моје мило вратиче и тебе те нема. Ајде да идеме да видиме што вика. Ај малку ново време. Ancient Aliens, тоа е Може- позната серија. Глас не пуштаме од на англиски само, ја ќе кажам што зборат унатре. Да. Кој сака може да види. Ancient Aliens е серија која иде скоро 10 сезони, ако не и повеќе. 3-14. 3-14 се извинувам. И ги истражува мистериите на планетава, значи земји, цивилизации и така натаму. Во еден дел од емисијата е посветено на геоглифот во Овче поле. Овче поле. По тие емитува кадри во претходните сезони од Кокино, па Матка имаат емитувано малку за Матка, имаат зборено во една епизода, тоа го нема на YouTube одделено за Матка. Минатата година ми стига имејл пролета, Никола, ви пишуваме од Лос Анџелес од продуцентска куќа, ние сме продуцентите на Ancient Aliens, сме заинтересирани за кадрите кои што ги имате пуштени и фотографиите. Сите фотографии од дрон ќе работам со младиот фотограф и видеограф Дуле Јанев од Свети Николе и ни помага Мартин Стоилов, другарче наш исто, кој што треба да дава 3D дизајн и сите тие работи. Браво бе деца. Ancient Aliens, овие луѓе пример што зборуваат, ме викнаа во Лондон да одам. Прашав, имам познати во МНР, викам, колку време ми треба мене за виза за Англија? Викат, минимум 2 недели, нема како, за 13 дена требаше да биде во Лондон. И велат, ај ние да дојдеме. Кога пресметаа колку ќе им треба, оние да дојдат со камери, со све. И велам, имам слики, дај само да иде да се емитува сега. Да. И ја не верувам во нивната теза. Добро. Оно debunked Ancient Aliens, тотално значи за некои Така, работи, така. пропаганда, New Јасно. Age, бла-бла. Како македонизмот представувањето Браво, што спомнавте браво. исто. И им пуштивме фотографии и видеа. Овие луѓе кои што зборат тука, зборат што сме објавили ние во научните трудови, под водство на професор Паоло Де Бертолис, Superbrain Research Group во Трст, Италија, таму ни е лоцирана научната организација, но и што има објавено Греам Хенкок. Греам Хенкок
Ја гледајќи го него, се заинтересирав како тоа звезди, археоастрономија на небото, па на звездите на Прилеград би поврзани со небото. Се тој дојде ред, тој да ни го спомнува истражувањето во неговиот бестселер од пред 3-4 години, Magicians of the Gods. За ова официјалните археолози велат дека се воени ровови од прва светска или балкански војни, имаат направени обични површински истражувања, најдоа куршуми, свирче, конзерма од војници, направија ровови, се тоа велат и ништо друго, но као геоглиф го нареков јас во една од моите колумни на моите сајтови 2011, следува појавување на телевизија, на Рубу знаности не спомнаа 2 пати, пушта инсерти. Геоглифот е многу интересно место затоа што и покрај тоа што не се направија научни истражувања, се даде таква хипотеза каква што се даде, која што делумно се потврди дека дел од неја е веќе точна, значи измеривме дека оддолу има простори и комори кои што се со интелигентни структури со совршена пропорција и сето тоа, каде што е можеби да има, можно да има нешто. Канда наликува името на местото на Кандаон на Искандар и на кој повеќе заинтересиран може да чита и да гледа. И дека е во некоја корелација со звездите на небото? Видов вака сега, тоа го кажа првот на Рубу знаности. Многу луѓе зборуваат за тоа во Македонија. Вистината е, се спрема и книга за тоа. Вистината е следна. Прво ми се случи, велам 2012, сите велеат ќе има крај на свет, бла бла. Добро. И велам што се случило? И техне имавме плакати, лепеа. Колективен страв, во една точка да се концентрира. Да. Негативна енергија. Много. Страв, само страв. После 2001 најголем. Чист есенцијален сатанизам. Ништо. Толку. Дури 2001 еве нешто не успеа у Македонија да направат што сакаа да направат, па ги удрија кулите близначки таму и тој страв се испроектираше и се тоа. Не се. За геоглифот многу луѓе доаѓаат и ден денес да го видат местото. Војници, луѓе у пензија, рали сето тоа доаѓа, велат ова ровови, да, ама Митралевско гнездо, нешто такво вели. Но ова првпат ми се случи велам 2012, еден астрономски циклус од 2160 години. На Дигитрон 2012 минус 2160, излага кога Рим ја земе Македонија таа година. Добро. И викам, Греам Хенкок ги гледа во Египет како гледат. Има софтвери без пари. Добре, да. Гледаш, ставаш се 10 години назад, 4 години напред, кај сакаш на точката, звездите ги гледаш. Така испадна дека ова, прв пат видов на еден обичен софтвер, 20 до 23 јули, before Christ, пред нашата ера, 356. Кога велат дека тогаш тој период од година се кучешки денови, египетска нова година, по старински Свети Илија или Илинденско востание, тога е огнена Марија, не огнена црквата, не вика дека огнена. Тие празници се тогаш на Жешко у летото. Роден е на Александар Македонски. И велам, ова многу чудно е. Ги гледав американците кои што истражуваа во Кнеже, како секоја година доаѓаат на денот на смртта на Александар Македонски да почнуваат да истражуваат, а си одат на денот на неговиот роден ден. Така видов дека се тоа 42 дена, тој всушност починал 40 или 42 дена пред да наполни 33 години. И ова место излезе дека кога е со звездието на небото, се осликува на ова место, се осликува неговиот роден ден. И го дадов тоа на соработници од странство, како што спомнав на истите луѓе што Семир Османовиќ, Боцанските пирамиди, Ртањ, Португалија, уште кај све немат истражувано, Англија и сето тоа, мултидисциплинарен тим од повеќе науки, неинвазивни методи на археоакустика, со микрофони, хидрофони, снимаме оддолу све што имаме саунд инженер од Финска, чисти све тоа и си имаме стандард кој што определува одоздолу што има. Целото тоа се потврдува со георадар, кој што 2 години поред ни беше одбиено да го донесеме за да мериме. Пошто направија таму бушење на ова место, но местото се уште си стои. Освен ова место постојат многу други интересни места, не само во Овче поле. Бев да се консултирам со археолог на кој му верува и кој надвор од она што е, знаеш, строгото научно, да не се... Догма, да. Да, она научна догма е многу искрен за некои работи. Например, ми има кажано, слушај, во целава фрка, вика, Баталине, ние знаеш како мораме да кажем. Александар е наш, толку. Значи, научник човек уопште никаков ни македонизам, ни патриотизам, ништо, археологија му е све. Втора работа за ова. Вика, лично сум учествувал таму, на археолошки, класично, кој што сегде у свет се прават археолошки испитувања. Не тие, него државата кога си да се испита тој археолошки локалитет. Го копаме, го ова. И века
она што најдовме, века, значи, под тоа не најдовме ништо, најдовме куршуми, најдовме начинот на копање ова, дека е тоа За ова место? Да, Добро. за ова, дека е ров од Прва светска војна. Добро. И си остана на тоа. Океј, види, ритче, малце загонетно нема да и така споменувам натаму. имиња. Ама, не мора Вака, имиња. се случува бушење на местото. Две Да. дупки беа избушени, наводно као бушење за вода. Фирма од Скопје. Што има врска овој каменов? Космик сега? ек, ова го покажува Космик космичко јајце, затоа Добро, од тие добро. елипса као космичко Sorry. јајце се врзуваат таму за да им гледат. Добро. Добро? Видовме у Елиен вакви јајца што искача. Змеј. Филмот. У филмот Елиен на фаца. Добро, да. Се сеќаваш Да, на филмот? ама излегува и змеј и диускурите се кастори полукспинуер близнаците се родени од као близнаци од јајце такво змејско. Змејско има покрив за змеј во овче поле. Ја знаеш ако не книгата заборавам. Тајната на звездата Сириус? Не. Му ја поклонив на еден пријател, значи пред именно 40 години за роден ден, каде што еден фасциниран човек опишува верување во едно африканско племе. Ама Догоните. тотално За Сириус А и Сириус Б ја имам книгата. и вика, значи, констелациите, кога се гледа Сириус А, Сириус Б, и тоа не се бават со астрономии, него И они Догон со и нивно. Хоп индијанците И тие исто. не бре. Вика, што е најфасцинантно у целата приказна е што ти со голо око не можеш да ги видиш. Да. Ти со голо око не можеш Б да ги не видиш. можеш кај мало. Значи Б не можеш да ја Дворф, видиш. џуџе. Ова ако ја видиш и некако ќе ја видиш, ама другава не можеш да ја видиш. И они точно ги имаат онака, си ги цртаат како тетоважи на рака без многу падавичари. И добре, сега тука и оној преварантон будала на Даникен, тоа е тешка будала, затоа што него го дебагира BBC кога отидоа, кој рече ова се, Као Захарија Сипчин слично. аеродроми за слетување и застанува човек и гледаш дека ова е 2 метри. Знаеш, а он го прика... Не отишол, он само гледал слики и врз основа на тоа си продава книги и така натаму. Значи, приказки за мали деца. Но има такви луѓе, заради такви луѓе, она правата вистина ќе ни клисне, знаеш, она, бидејќи има мистерија, преполна е. Дури еден астроном ќе каже, абе, вика, заради тие теории глупави, вика, вие не знаете, вика, космосом, вика, кој ќе погледнеш, вика, Војажер, вика, какви чуда има. Се фаќате за некоја небулоза. Па вика, нема астроном, вика, што не умира да видиме мал зелен да ни мафне од таму. Одма, први сме, вика. Нема, вика, кога нема, тоа е. Така што, ама, Зашто бараме нешто како нас, како човештво да видиме сега? Нешто да оде на две нози, две раци, исправено да биде... А кој вика дека е оваа димензија? Кој вика дека не се Така. тоа само тач помеѓу вечниот невечерен ден и оваа реалност? Така што сето тоа мене убаво ми се поклопува со оние приказни мултиуниверзумот, ги чувствуваат гравитацијските бранови, па значи духовниот и материјалниот свет се во синергија. Едниот може да го види другиот, ама другиот не може да го види едниот. Кажано ни е. Thank you very much. Овде сме во искушение. Сме се симнале од таму, сме направиле беља. Сега треба да завршиме школа, да дипломираме, пак назад се враќа. Карикирам и јас сега, Боже ме прости. Ајде, нема врска. Зошто се во ова го правиш? Што со се во ова? Еве, интересно е овче поле, ама што да ти Добро. кажам? Јасно. Немате солена вода. Има солена земја, едина солена земја. Зашо овче полско јагне е најубаво такво? Оти земјата е солена, море и мало на времето. Ме утепа. Море и мало на времето. Нафта имате ли? Па Нафтагас има правено истражување, Шкрилци има потврдено дека има пред 10 години или беше како. Знам, стојат тие. Тогашната влада имаше некој советник. Знам и кој не, да проверуваат тамо да има одново да прават тоа, но и сега и некои професори знаат често да речат абе нафтата во Овче поле во оно. Луѓе, они сега депонија за 11 општини да се прави во Свети Николе. Луѓе, ние имаме толка земја, толку многу вода под земја. Значи народ вика водата е повлечена од лоши луѓе. Водата, сеќа, водата бега одоздоле. Што збориш? Ние правиме порано сите цркви, градови и сето тоа се правеле покрај извори на жива вода, така? Бистра река. На нас Немој да ми денеска кажеш дека охриѓани се најдобри луѓе со многу вода. Се шегувам, се мајтапам. денеска покрај уречното корито ни течат фекалии. И сега едното со другото
нонсенс, нема смисла малку. Значи, ние за какви градови зборуваме прво? Тоа се едни обичаи населени места, каде што и ден денес не се решени комунали и сето тоа. За волја на вистината во антика многу побило среден. И сега зошто го правам цело тоа? Еден ден ќе дојде ден, дали и тоа ќе биде дигитализирано, дали јас стварно имам закопано еден пакет книги, некое дете ќе ги откопа и ќе ги најде и се чуди. Како се вика, тие ги прават, татко ми присуствуваше 1970. Капсула и да се отвори за многу години. Капсула. Во Денвер, во Колорадо, ја видов на аеродромот. Во Осака присуствуваше, уште ми испраќаат они, затоа што присуствувал, имам некоја плакета. Ај ќе ја прикажам. А за колку години ја ставиле да се отвори? Ја отворија веќе 2 пати до сега да дополнат. За другите генерации. Да, она дигитални форми, бидејќи тогаш ставале печатени медиуми. Хартија, Они се распаѓа. Сега имаат дигитални медиуми, па оставаат тоа. USB. И за веки и веков таа. И мислам дека имаат некое овакво. Тоа е во Осака за Експо 70 ја ставија. И тоа е фасцинантно, знаеш, она закопуваат и ајде, тука многу голема. Но еве ќе оставиш и сето тоа убаво. Што мене ми значи? Мене практично ми значили за овчеполските работи. Не сме завршиле. Добро. Што е ова? Во 2017 година добив стипендија на универзитетот кој што е во Свети Николе, Меѓународен славенски универзитет. Каде што по завршувањето 2007 завршив во Варна, Бугарија, менеджмент на Икономически универзитет Варна. 10 години подоцна магистрирав на маркетинг менеджмент со тема управување и маркетинг на туристичкиот потенцијал во Овчеполската котлина. Now you talking. Сега збориме права работа. Ме интересира многу Cultural Heritage Management, менеджментот на културно наследство, зашто се надевам дека ќе дојде ден дека ќе го продолжам официјално тоа како образование. И зашто го правам цело тоа? Во оваа книга која што ја покажувате, се содржани на почетокот легенди и преданија од Овче поле. Први преводи запишани, објавени на современ македонски јазик. Имам податоци и во зборникот за старите ветерници во Овче поле. Сме имале ветерници. Шо збориш? Да. Дон Чишот да не дошол. Па не, кога се повлекла водата и више водениците немало на шо да терат, имало еден мајстор Трајко Дупкар од Крушица, на кој што пријатели му кажале како у Солун гледале ветерници. У исто време Велес, Конјско која са правени, овај кај нас ги направи ветерниците. Има запис од етнолози у зборник книга втора објавен од Бранислав Русич, 55-та и 63-та записи у кои што он дошол на пазар у Свети Никола и го барал дедо Трајко Дупкар, ама дедо Трајко Дупкар бил болен и не можел да дојде на пазар, ама овај оставил абер и си пишувале писма. И ги имам преобјавено слободно на сите кои сака да ги направи писмата од дедо Трајко како ги правил ветерниците. Викам му писмата на етнолого, горе му пише дете кола, дајте ми да го носам у Скопје у Чаир да ја видат. Дај ми временска рамка за ова што го збориш. Ветерниците 20 пред 100 години. До пред 100 години пред 100 години имало еден период. Мелници. Имало тука кај нас у Велес. Па ја направи пропелери врате. Добро. Колотот на воденица. А зошто вода? За вода треба воденица. Па повлече се водата и нема више воденицата. И некои се сувачи, влече ги магаре, вол, конј нешто, сувачи, а овие правиле и ветерници. Кога почнала да се повлекува водата? Па многу војни да му се сневиде исклавене, балкански. А што има врска војната со Па еве водата? како Марко Цепенков запишува преданија за вампири, за такви работи таму у Прилепско фронт кај што имало, кај што гинал народ. Негови работи случили. Дека злото и помислата на злото што луѓето го прават делува и врз природата. Водата се е вода. Мене оваа теза ми е валидна. Генерациите Ја нашите искрено родители верувам во се тоа дека бањале во реките, имало риби со раце да ги фаќаат. добро, сега се закадени. Тоа е И ги нема, загадени. и ги плюс нема. Се повлечени под земја. Сликава, ако можеш да ја фатиш. Ето како изгледала Овчеполската ветерница. Така. Понатаму имам во книгата има слики. Па да ми како... кажеше дека е холандска, исто ќе речев да, добро. И ден денес може да се направи ветерница, затоа и за да го поврзам целото ова што го правам, по струка сум економист. И сега туризам. Туризам. Ми доаѓа луѓе од Словенија пред месец и по препорака на пријатели на ученици. Сакаат од пролет да многу словенци и хрвати да доаѓаат овде поради емисиите од На рубу знаности, се интересираат многу за овој наш крај, неќат да идат по други популарни места во Македонија, сакаат онаа дивина, ми велат
условија, например, од Трст, кога сум бил на тие места, да се е обележано таму, има табли, има поставено, има кај да се седне, има WC надвор например. Ама некои места се веќе прекомерцијализирани и они ми велат не можеме да уживаме во природата толку многу маунтбајк, хайкинг, луѓе што пешачат, што возат така. А велат овдека вас е диво Македонија, е дива. Немат стази, нема ништо. По козги патечки, по селски патишта возиме, офроуд, пеш се оди. Заинтересирани се луѓе. Што збориме? Што можеш да направиш ти? Овче поле. Од Овчеполски научен институт до археолошки резерват да се направи сите слоеви на цивилизација да се нареде минимум по еден локалитет. До активирање за тоа пишувам на локалното население, оно Светска туристичка организација што пише, пример, оние Club of Rome, римски клуб, овие у Давос што се собират секој, нели? Они што викат, треба да видиш. Ти идеш на највисок туризам. Па од sustainable, одржливо мора да е, мене не ми требаат голф терени, спа центри, овче поле, стребало ми е. Тоа треба да се заштити што има, да не се уништува, да не се копа ново, и кога се копа така стои и се распаѓа. Тоа што се има да се заштите, црквите да се стегнат, локалитетите да се стегнат, да се направи временска рамка. Палеолит, неолит, антика, рано христијанство по еден локалитет. Многу куќи има празни. Многу камен така стое. Има села, цело село празно стое. Има државна земја, има сето тоа. Има многу приватна земја. Тоа може да се направи народот сам да се... Пример. Тројца браќа, двајца се оселиле во странство, еден е тука. Куќата на другите двајца браќа стое. Така, зошто да не ја издаваат преку општината? Не само тоа. Еве ќе ти кажам дека последниве 15 години најголем развој во туризмот во Македонија го имаат луѓе за кои апсолутно нигде не можеш ни на букинг да ги најдеш и така натаму. Прави селска куќа, дали прави во западна, во било кој дел од Македонија, каде што струја, сама засијалица, нема Wi-Fi, нема телефон, сам гостинот спие на рогозина, од казанчето да става, вика германци не прашуваат колку кошта. Така е. Од Европа. Отиме преку глава, ние она што сакаме, спа, all inclusive, вика, ние тоа не живеани сме, нам ни треба. Они сето тоа го поминаа 50 години. И они сакаат, млеко ти се пие. Директно од кравата да музнеш. На кравата да измузе, живи, среќни се вика. Живи среќни, па како се правил путерот, па да. Како се правила компир манџата, па вака сецка заедно со домаќинката, и цел ден он нешто работи со тие работи и тој има туризмот и плаќа за тоа. Па ќе се качи на конј, па ќе го качиш на магаре и они се пресреќни, тоа ги исполнува. Значи, потребата е кога ќе дојдеш веќе за ситување од цивилизација, се враќаш на корените. Нам, западната и цивилизација, токму тоа ни го многу сликовито ни го покажува. И сега, дали ќе препознаеме дека повеќето веќе им е збогтисано. Мене, ја кој сум умрен, јас сум воден знак, умирам за... Не се горди? Нема, вјага сум се дрндам. Онака, умрен сум за вода. Ја у спа центар, у сауна спијам, ја од базен не можам да излезам. Ама у Катланово гадни са бањите, не се исчистени природните. Ама што да ти кажам? Природните, ево зашо не се исчистат? Ама што да ти кажам? Нема топли дол. Топла вода има у топли дол. Ама такви места има и сега ја морам да идам негде каси заради такви работи. Во секој случај и на луѓе им е збогтисано. Веќе не можам по плажине, веќе е пренапнато. Кај да има повеќе... Еден ханјот, јас сум бил у ханјоти 91 година. Ти не знаеш кој е прекрасно искуство. Село, со рибари, туризам, 0,1 развие. Без бекатон, без такви глупости. Ништо, онака, па тој вади чорбата, па јадеш, па седнал со тебе, па ти засвирил по ова. Каков национализам, какви бакра. Жив, среќен, дошол човек некој таму. Идеш, кола нема. Еве го денеска стано е неподносливо. Неподносливо и за жителите, неподносливо и за туристите. А навикат, и сега овакво нешто, да ми пружиш ти мене, чекај бе, за пола сат, дај бе, ќе се направам ли ја рад овдека. Па софра, па чорба, па пастрмалија Свети Николска. Thank you very much. Леле. Thank you very much. Па на постаник да те однесем, а си скинеш патлиџан, пипер, сам салата. Значи, на човек му треба малце рекреација, малку одмор. Кардиопорит до црква. Значи, и тие најпрости селски
канаби што ги прават, колиби и така натаму, како хотели со по 8 соби и така нешто, со шталички, имаат спа. Значи, денеска апсолутна експлозија е спа центар. Да имаш ти сауна, да имаш ти мало базенче да се избања човек, тоа е она што окрепува најмногу. Направите такво нешто. Но како економист, тоа ако Шо не ви се кажете? направи овде, ако не се направи сега, ќе дојде како и за сите други работи. Еве народ се иселува, ќе дојде друг народ ќе живее ако ние не преземеме нешто. И сега. Или како што си направија кога ние не развивавме, Друг види ќе дојде и ќе не купе. Ама глед бугарите како го развија туризмот, планински туризам. Секој рич морски е заштитено, туризам. секоја црква е обновена. Ние им секоја се црква подсмеваме на У бугарите, Ќустендол ама они... македонски цркви што има. Да, У Ќустендол од 9 век македонска црква, па да видите луѓе. И тоа не го прави државата, туку приватна иницијатива. Приватна народ се собере, ајде такво, општина си има нели локален економски развој бла бла бла, аплицираат фондови, има отворени не само Европска унија, има и други фондови, има наши у диаспора, има јавно приватно ИПАР партнерство. фондовите, не се трошат ИПАР фондовите. Ни 20% не имamo искористено тоа што ни е дадено, од тие Значи, 20% ни ни 20 е даваат ефективно. пари за да земеш, да инвестираш, да отвориш бизнис некако. Али се знаат правилата. На крај крајеви не ни требаат тие пари. Се имаме. Куќи на село празни. Абе, Општина колку знае кај се куќите, знае кој произведува, знае кој има кози, кој има, нели? Имав прилика 2010 година, така стигнав да идам кај мошите на Свети Никола, да волонтирам во Таормина, Џардини Наксос, Сицилија, денешна Италија, каде што под Етна вулканот. Во близина, во тој дел, делови од Кум се има снимано тамо, втор дел на Кум Мајкл кога иде на Сицилија. Тамо се има снимано тамо. Археолошки локалитети, замоци, бла бла. Волонтирав во хостел, каде што видов ова вие што го рековте, како странци од цел свет буквално ги носат децата да фатат виме на крава, да видат коза, кај што странци плаќат за да дојдат и да ти го берат грозјето, за да видат како се бере грозје. Плаќат плате за да дојде, да спие кај тебе, па у Босна што прават? За да волонтират у Босна треба да платат и да идат тамо, платат си за соба и плюс копат цел ден. Ама плаќат за тоа, за да копка он цел ден. Експириенс, искуството си го плаќа. Едно од 10 вработувања на светско ниво статистика туризмот носи. Кај нас прво треба екологијата се среди, инфраструктура одма ќе кажат власти, политичари, експерти, леле ние неамо хотели, неамо пат. Па луѓето кои што мене ме барат не ќе хотели пат. Он прочитал цел свет, он прочитал цел свет, прочитал, видел се, сака рустик, рурал. Сака да го почувствува тоа. Не, мене стварно не ми е јасно. Погледни една галичка свадба, колку народ собере и каков настане, и како не успеваат и натаму малце тој исчекор, самите жители и тие што се таму и што не се, да си го направат тој исчекор, да цела година да им, свадба еднаш неделно ќе ја правиш. Сваќаш Кој како сака да се жени да. Или да се жени таму. Брату Кратово шопска свадба. Шопска свадба. Да, у едно штипско село пред некоја година овчеполска свадба направи. Ќе дојде памет. Интернетов, Јутјубов, глобализацијава, веќе оваа приказна не можеш не знаев, не видов. Нема. Ќе дојде некој друг ќе го направи. Па да. Ќе дојде некој друг ќе го направи. Ќе дојде кинез ќе ти го купи пола овакво и има кинези во Свети Никола. Нели автопато се прави, уште се. Да. Во секој случај, пријатен разговор со тебе. Благодарам. Убава е оваа идеја. Ајде да се видиме после некое време и да надополниме, бидејќи ја и со Божиновски ќе направам еден разговор. И после некое време повторно да се видиме и тогаш да се фокусираме исклучиво кои се твоите согледувања и дали може би со поконкретни проекти што треба да се направи во овчеполието за развој кој може да ја крене цела Македонија, искрено вака. Ми се допаѓа идејава. Сполајте. Ти благодарам за гостувањето, ти благодарам за ова што ни го испрезентира, ти посакувам многу успех и се надевам дека ќе има некоја позитивна реакција, многу позитивна енергија. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Благодарам за вашето внимание, лека ноќ и пријатно.